Прво би сакал да информирам јавноста дека ова е втор симпозиум на Бизнис Академијата Смилевски, кој што од оваа година па во иднина ќе се одржува во Струмица, односно во одделението за диспрезирани студии на Бизнис Академијата Смилевски. Инаку оваа тема се вклучува во поширокиот контекст на оно со што ние се занимаваме, а тоа се менаџерските предизвици во областа на организацијските науки, за да можеме како академска заедница да дадеме придонес во напредување на бизнисот, односно пошироко стопанството и економијата на државава. Она што е денешен предметен фокус е она што значи придонес на академскава заедница пред се нашите професори, соработници и другите, она што е стратегија на државата, предприемачка култура и иновативна практика во фирмите. Од оно што држава да го прави како законодавство, како поддршка во дадена област, ние сакаме тоа да го поддржиме со нашите компетенции, со нашите искуства и оно што можеме да го направиме со нашите студенти да дадеме позитивни примери на предприемачки потфати и иновации во фирмите. На оваа конференција имаме задоволство да добиеме особено квалитетни трудови, над 40 трудови на соработници од државава, па неколку 3 или 4 мислами надвор од државава, кои што расветлуваат определени аспекти на предприемаштвото и иновативноста во фирмите. Она што го нагласив јас во своето воведно обраќање беше важноста да ги расветлиме димензиите на поддршка на идејата за предприемаштво, а тоа значи да се создаваат културолошки аспекти, да луѓето бидат поддржани да развиваат карактерни црти кои што се значајни за предприемаштвото, бидејќи во самото спроведување на предприемачките потфати, кај што е потребна поголема стручност, ќе бидат вклучувани и други експерти во разни области, и затоа сите заедно треба да имат една предприемачка култура, а тоа значи да се работи нешто што значи развој на стопанството. Тоа е клучната разлика на предприемаштвото во однос на малото стопанство, кое што исто така е значаен извор на вработување и нови работни места, но предприемаштвото оно што обезбедува развој и каде што од малите стануваат големи, па и меѓународни компании. Колку според вас предприемаштвото е битно за една заедница, за едно општество? Многу е битно од две димензии. Прво затоа што со предприемачките потфати се подобрува квалитетот на работниот живот во фирмите, преку иновациите, подобрувањата, квалитетот на услугите за граѓанството, нешто што го немале сега да можат да го добијат, но заради општествениот развој со предприемаштвото се креираат работни места за она што е основа за квалитетот на индивидуалниот живот, да луѓето имаат своја екзистенција, а тоа значи предприемаштвото да помогне некој да може својата стручност и компетентност да ја претвори во работа, а со тоа и во заработка.